Низ историјата, жените биле лидери, уметници, научници, револуционери, оставиле неизбришливи траги во времето, а денес ја продолжуваат таа приказна. Недоволно познати, но секогаш интригантни и емотивни, приказните за бестрашните кумановки во големата војна ги посветуваме на сите хероини во светот, чие човеколюбие и благородништво не смееме да го заборавиме. Не се плашеа од ништо кога во целиот свет владееше страв. Не подклекнаа на војната и станаа символи на страдање, хероизам и родолюбие. Еве неколку мотивацијски цитати на моќните жени во светот. Кога жената ќе го дигне гласот против неправдата, по дефиниција е силна жена. Мора да ја преобликуваме сопствената перцепција за себе, да станеме жени што ќе бидат звезди водилки за светот да стане поубав. Жената е како вреќичка од чај. Никогаш не знаеш колку е јака, додека не се најде во жешка вода. Ако сакаш нешто да биде кажано, прашај го мажот. Ако сакаш нешто да биде направено, обрати се кон жената. Ми требаше доста време за да го развијам гласот. Сега кога го имам, нема да молчам. Размислувај како кралица. Кралицата не се плаши од неуспех. Тоа е само уште еден чекор до успехот. Жените се најголемиот неискористен потенцијал во светот. Пред се биди хероина во својот живот. Во светот каде често се глорифицираат машките јунаци, жената воин малку е подзаборавена. Таа може да биде секоја жена која се бори за онаа во што верува. Дали се работи за битка на бојното поле, борбата за правда, рамноправност или општествена положба, таа покажува непоколеблива одлучност. Незината сила лежи не само во незината физичка издржливост, туку и во способноста да ги инспирира другите, да се бори за заедницата и да донесе промени. Сега, кога ќе слушнете за херојствата на вашите сограѓанки во минатото, се надеваме дека тоа ќе ве потикне никогаш да не се откажете од своите сништа. Меѓу жените борци, чие име се изговара со почит, е Мара Нацева. Приказната за 16-годишната шивачка Маре започнува пред војната. Ке стане скоевка и ке се приклучи на комунистичката партија, па како заштитничка на обесправените, Нацева ќе организира штрајкови за работнички права. Умната девојка уште тогаш ја гледа опасноста од фашистичка агресија и повикувајќи ја младината на бунт, на јавен настап во Хотел Палас ќе ја испее песната на Панче Пешев «Кокласија зелено». Прогресивната револуционерка ги продолжува своите активности во Белград и во Ниш, каде што полицијата 2 пати ќе апси, а незиното цврсто држање во затвор ќе служи за пример на мажите. На своји 20 години учествува како делегат на важна партиска конференција во Загреб, каде што во салата ќе истакне парола и на македонски јазик: «Пролетери од сите земји, обединете се». Започнува војната, а бунтовната Маре ќе стане трн во око на Гестапо, ќе ја бараат под дрво и под камен низ цело Куманово. Каде е таа Нацева што подготвува вооружено востание во Македонија? И кога младата Мара ќе падне во рацете на фашистите, ја носат во концентрационен логор во Бугарија, каде храбро ја издржува тортурата. Успева да излезе и на 2 август 1944 од името на жените војни ги поздравува делегатите на првото заседание на АСНОМ. И во Авној ќе се вклучи таа смела и одлучна Мара Нацева, носител на партизанска споменица. Беше последниот жив народен херој од Македонија. Веселинка Малинска, таа интелигентна гимназијалка која што на својот велосипед разнесуваше важна пошта и информации за да му пркоси на непријателот.
Таа Скоевка Малинска, што на 24 години ќе ја саботира полицијата низ цел Белград. Итрата Кумановка во Белград отвора млекара, во чии тајни простории ќе делуваат комунистите. Станува најважната личност за врски со другите штабови и патува во Лесковац, Крагуевац, Краљево, Ужице, каде што префрла борци на безбедно. Со уште 2 храбри жени, тајно ќе го извлече од Белград Јосип Броз до слободна територија во западна Србија. А потоа и Едвард Карделј со трамвај до Чукарица, па со пајтон до партизанскиот штаб надвор од градот. Остроумно и вешто, оваа жена ќе се снаоѓа со непријателските пунктови, спроведувајќи ги мажите на сигурна територија. Кога оди сама, со велосипед вози по неколку часа, за да однесе важни документи до Врховниот штаб. 1942 година пристигнува во окупирано Скопје и го уредува партискиот весник. Секој полицаец ја има незината фотографија, се трага по неа. Во отсуство е осудена на смрт, а по неа е распишана и потерница. 2 август, Асном. Малинска, една од малкуте жени на заседанието, заедно со Киро Глигоров, ке го бележи секој искажан збор. Потоа станува референт по информации и уредник на списанието Македонка. За своите подвизи носител е на партизанска споменица. Магдалена Антова. Како ќе ја паметиме Магдалена? Како жена наклонета кон сиромашните и обесправените, жедна за знаење, со патриотски чувства и вистински агитатор во борбата за ослободување на Македонија. Живе во трговско семејство и не и недостасува ништо, но бунтот против општествените прилики е се посилен. Социјалната правда ја води кон напредно работничко движење и своите идеи ги шири меѓу жените, собирајќи ги младинките на излети, каде што илегално споделува револуционерни списанија. Собира храна и цивилна облека за воените заробеници во импровизираниот логор во Куманово, скришно им ги предава преку жица. Војната започнува, а Магдалена ќе се најде во пропагандната група, главно меѓу жените по кумановските села. Во неа тлее желбата да нарами партизанска пушка и да замине горе меѓу своите. 12. октомври 1941. Скришум од родителите си оди од Куманово и во воденицата во Белановце се приклучува кон Карадачкиот одред. Младото срце гори од радоста што тргнува во борба на живот и смрт, смело и одлучно. 20-годишната партизанка, херој на своето време, паѓа покосена од митралески рафал. Запаметена е како жена борец меѓу првите жртви на фашизмот. Нада Михајлова. Синоним за непокор, издржливост и силна женска енергија. 11-годишната Наде не знаела за детски кукли. Со братот и постарата сестра Филимена уште како мала помагала во подготвителни активности на ослободителното движење. Во гимназијата е меѓу првите ученички, за пример, а на терен ќе се покаже како најдобар партизански курир во Куманово. 43 година, покрај партиските активности, ќе ја посетува сестра и Филимена, да ја бодри и храбри, неа и уште неколку кумановки, кои биле обвинети за илегално дејствување. Тоа ќе и даде нов стимул, уште повеќе да зајакне. Нада останала единствената надеж и утеха на мајка и Гора. На белата покривка од креветот, едно тажно утро, Гора ќе најде пресечени 2 плетенки со пораката: "Мајко, јас заминувам во партизани." Со 3-та македонска ударна бригада, малолетната девојка учествува во повеќе борби и се покажува како добар стрелец и безпрекорно дисциплиниран војник. Со другарите ќе уништат еден непријателски бункер, а потоа неуморно 4 дена младото тело ќе издржи тежок марш по планините. Во битката кај Пробиштип, 4 април, Нада е тешко ранета и заробена, но не се плаши од ништо.
Германец со нож врти по ранетата нога на девојчето. Сака да чуе молба, плач, покореност, да дознае од неа со кого соработува. Залудно. Борбениот дух не подклекнува. Ја стрелаат младата хероина заедно со 11 рудари од Злетово. Има само 16 години. Да ја споменеме и Вера Которка, во чија куќа се чувала партиската архива, а таа, умна, начитана, уште тогаш говори 3 светски јазици, но и посветено работи во ширење на револуционерни идеи преку весниците Солидарност и Дедо Иван. Да се подсетиме и на Фетка Наскова, палавата Фетка како што нејзините ја нарекувале, воинствената девојка која рамо до рамо со своите браќа партизани ќе ја води битката на Билјача и ќе го разбива вардарскиот четнички корпус. Потоа Нада Фетак, символ на храброст, честност и снаодливост. Ја прогонувале непријателските агенти, но таа секогаш успевала да го избегне апсењето. Монополката Нада ќе растура летоци и забранет материјал во фабриката, ќе засолнува илегалци и ќе се истакне во првите редови на кумановските партизански одреди. Не можеа да не го спомнеме херојството на малку познатата Дара Секуловска. Малото 5-годишно сираче ќе прерасне во вистински воин, меѓу мажите на бојното поле, прва на јуриш. Со неизмерната храброст и издржливост ги надминува многу постарите борци. Заради бомбашките напади ќе ја наречат Дара Бункер. Успејала и да зароби непријателски војник, а тој пред митралезот на Дара ќе клекне и ќе моли: "Немој да грмнеш, госпожа, имам си деца." Дали ви се познати имињата Асима и Нафија? Не? Па да, сигурно не сте слушнале за борбената и грижлива ромка Асима и активистката за женски права албанката Нафија. Асима Ерулова Демирова потекнува од многу сиромашно семејство и никогаш не одела на училиште. Слугува по туѓи куќи и ергатува низ кумановските полиња. Кога ќе замине во партизани, тука е и борец, и болничарка, и со пушка врака против непријателот, и со санитетската торбичка да ги преврзе ранетите и да ги негува болните и немоćни. По војната ќе се закити со медал за храброст, како награда за незината бестрашност и хуманизам. Да извлечеме од анонимност уште една хероина на војната, која даде огромен придонес токму за жените. Нафија Бајрамова Аметова ќе ја отстапи незината куќа на периферијата од градот, за да може во неа да се држат илегални состаноци и да делуваат куририте на партизанските одреди. Таа ќе прибира податоци патувајќи во околината на Прешево, Бујановац, Отлја, а потоа ќе дава извештаи за движењето на балистичките банди. По ослободувањето работи на откривање на фереџето на жените од албанска и турска народност. Добива големо признание за придонес во остварување на рамноправноста на жените во општеството. Да се заблагодариме на уште стотина хероини од нашиот град, кои знаеле дека чекорат на патот што води до смрт, но знаеле и дека најдобрата заштита што било која жена може да ја има е храброст. И тогаш, и сега, и било кога понатаму. Извадок од манифестот на првото заседание на АСНОМ, 2 август 1944. Македонски мајки, жени и сестри. Во оваа величествена борба и вие го дадовте својот дел. Во слободата на македонскиот народ, вие ќе си ја спечалите и сопствената слобода. Во утрешна слободна Македонија, вие ќе бидете нејзини слободни, рамноправни строители. Учествувајте уште помасовно во народно-ослободителната борба. Мобилизирајте ги своите другарки за борба на фронт. Борците на фронтот имаат нужда од ваша подкрепа.
Слободата на вашиот народ има нужда од вашата помош. Изградувањето на новата држава не може да се замисли без вашето равноправно учество. Ова е момент жените да ги слават општествените, економските, културни и политички достигања. Сепак, борбата продолжува. Статистиката вели, 1 од 3 жени во светот доживува психофизичко насилство. 70% од трговијата со луѓе се жени и девојки. Жените работат подолго од мажите, за трудот што им е платен и оној неплатениот во домот. Жени на врвот на светските држави ги има само 26 од вкупно 193 земји во светот. Ваков, светот не е убаво место за живење, затоа успехот на секоја жена треба да биде инспирација за другите. Најсилни се кога даваат стимул и поддршка една на друга, кога се жена храброст.